Karpoš je vojvoda, komandant i životот го дал за да се дојде до слобода, до национална слобода, до собствена држава. Таа држава е истата која денеска имате и вие. Само знаете, ја не сум баш многу расположен. Јас сум исто учесник, помлад нешто од командантот Кристијан Тодоровски, ме разбирате ли? Jer sum po godini pomlad od nego, ali se poznavam so brat mu, so Gojčo, so drugite Kumanovci i ja sam prvoborac. Malce sam neraspoložen zato što nekoji ni go promenija sistemot. Možda i така trebalo da bude, ama nivgi nema ovde kada se je počituvati istorijata, ne mojata i ne tvojata, nego istorijata na svojot narod. Na istinu. Ovi dečinjata se prekrasni, povečko od prekrasni. Nemate ozvučuvanje, gledate li tukaj? Da slušne me site, ozvučuvanja nema. Znači, možda malce početi da pokažat prema istorijata na svojot narod. Бидејќи сите тие имоти и богатства не ги донесо од татковците им. И затоа јас јавно преку вашите портали сакам да искажам една критика према однесувањето не сам дури и на власта. Сега има технологија која можете да му ја дадете тука на Сојузот на борците кога веќе се нашле луѓе да не подсетат на таа историја. Тоа не е едновалентна историја. Таа не е моја. Таа секогаш ќе остане и ваша. И на вашите деца, да знаете. Ако сакате да имате корени. А ние сакахме тоа да го направите. Ма погледайте какви прекрасни деца, што убаво ник рецитират овдека, разумеш, а нема ни еден од тие власниците на Искра, на не знам Тутунски, на не знам ово, оно, на ЧИК и така натаму, а има апарати да му дадат и на Сојузот на борците и на луѓето, така ли? Тачно, така е. Во војната не беа сите комунисти. Да. Разбирате? И тоа не е историја која треба да се приватизира. Таа историја треба да се почитува и да се развие. И ова сега ќе биде историја. Нема народ кој има само розова историја, да знаете.